Генеза на македонската народна музика. Во Македонија постојат голем број македонски народни песни и игри, што ги одразуваат животот, работата и обичаите на луѓето кои живееле и живеат во неа. Голем дел од оваа музика има карактеристични белези за македонскиот народ, но секако има и наследени од музичките култури на другите народи, како розалиите, кои се преземени од римската култура, а сепак со текот на времето се менувале во Македонија хармонично со општите цивилизацијски услови на ова тло. Секако, денешните розали се плод на синтезата на тоа што го зеле словените од нивната прататковина и тоа што го наследиле и стекнале во својата денешна татковина од веќе постоечката древна македонска традиција, која уште тогаш имала континуиран, оригинален и автохтон стил, чиј израз не представувал ниту имитација, ниту ретардација на елинскиот, римскиот и еврејскиот стил. Тоа зборува дека со населувањето на словените во Македонија кон крајот на 6-тиот и во текот на 7-миот век дошло до мешање на културите на древните македонци и македонските словени, при што настанала нова специфична култура за Македонија. Истата созревала речиси 2 века и станала основа врз која браќата Свети Кирил и Методи ја развивале својата широка просветителска дејност преку словените. Најпрво преку нивната брегалничка мисија во Македонија, потоа во Моравија и Панонија. Од овие големи историски и културни настани била определена и формата на денешниот архаичен македонски музички фолклор, како што е примерот за влијанието од римската култура на русалиите во Гевгелиско и Струмичко. Денес екзистираат во македонската фолклорна практика, како споменик на римско-македонската културна врска. Византиските влијанија се најмногу видливи во македонската духовна музика, но се забележливи и во македонскиот музички фолклор, тема која била обработувана на првиот симпозиум за балкански фолклор во 1969 година под наслов Византиската музика и фолклорот на балканските народи. Ориенталните влијанија се забележани уште во првата книга од едицијата Македонски музички фолклор од 1953 година, во која се истакнува дека туѓите влијанија, особено оние од Ориентот, одиграле судбоносна улога во развојот на македонскиот мелос. Додека западноевропските влијанија се особено видливи во формирањето на македонската градска песна од 19 век. Меѓународниот дух во македонскиот музички фолклор е особено актуелен во периодот на народно-слободителната борба. Првите мелографи што се занимавале со бележење на македонските народни напеви се најеминентните представници на македонската природба. Тоа е всушност третиот брат, Наум, од браќата Миладиновци. 4 месеци пред публикувањето на нивниот зборник на народни песни, тоест во почетокот на месец февруари 1861 година, Константин Миладинов пратил од Загреб еден оглас со писмо до Георги Стојков во Белград, со молба огласот да биде објавен во Дунавски лебед. Потоа следувале мелограмите
на Тодор Гавазов, Александар Конев, Георги Лъжев, Тодор Нетков, Георги Смичков, Иван Клинков и Александар Букурешлиев. Македонската повоена етномузикологија почнува со формирањето на Институтот за фолклор во Скопје во 1950 година во рамките на музиколошко-кореографскиот оддел. Во 1953 година излегол од печат првиот том од едицијата Македонски музички фолклор под уредништво на Живко Фирфов. Потоа следуваат повеќе изданија кои го обработуваат македонскиот музички фолклор. Како автори се јавуваат македонски, но и странски етномузиколози кои покажале жив интерес за истражување на оваа многу квалитетна фолклорна материја. Меѓу нив треба да се споменат Васил Хаџиманов, Александар Ленин, Методија Симоновски, Мане Чучков, Трпко Бицевски, Михајло Димовски, Ѓорѓи Ѓорѓиев и Боривое Џимревски.